Драги браќа и сестри, време е да го започнеме вториот дел од богослужението, а ќе направиме тоа така што ќе ги издружиме нашите гласови во прослава на Бога, пеејќи песната под број 216. Песна број 216. Драги Боже, Ти благодариме за оваа можност што се ни ја дал да дојдеме во Твојот дом и да те преславуваме Тебе и да те славиме за Твори за кој што Ти навистина си. За самотниот Бог кој што ни помага и не води и чува во секој момент на нашиот живот. Те молиме сега за Твое водство, те молиме за Светиот Дух да ни го дадеш, да ги отвори нашите срца, да може да ја примат секоја полука која што сакаш да ја сподели со нас и да можеме таа промена на вистина да ја направиме во нашите животи и да трае се до Твоето доаѓање. Те молиме Ти води кој благослови го секој оној кој што ќе треба да сподели нешто од катедра и да упати збор кон Твојот народ. Ти благодариме за се и те молиме во Исусово име. Амин. Амин. Со стихови и мисли за нашето доброволно дарување ќе ни послужи брат Драгослав. Божи благослов на сите и од мене. Зошто Исус ги укорил фарисеите и старешините кога го пуштале дарот, кога вдовицата пуштила само 2 лепти, што им кажал? Вие давате од вишокот што го имате и сакате да се покажете еве кој сум јас, да видите онака колку давам. А оваа жена даде се што имаше. Дали таа жена можела да побара да ги расетнат тие 2 лепти? Може. Као што и ние правиме. Да имаш нешто ситно за дар ми треба. Да. Е тоа ситно, тоа е проблем. Што ние секогаш у новчаникот бараме која ни е најмалата валута да ја дадеме. И тука лежи проблемот. Мислиме као она само да помине редот. Да, да. Епа
Затоа Исус на неја иземал во правда, а не на тие да помине редот. И Господ да ни помогне да не бидеме онака само да помине редот, него да го дадеме целото срце наше и се што имаме, затоа што стварно времето во кое што живееме е можда и полошо од што викаат времето Ноево. Ја овој изминат период може да поминам во многу европски градови и видов многу зло на едно место, така да верувате дека стварно времето е близу и треба да се насочиме кон Бога. И затоа да дадеме стварно се. Би повикал дајца ѓакони да го соберат доброволниот дар. Да се помолиме. Очи Боже наш кој си горе на небо, те молиме Господе и овој мал дар кој што е сега пред нас, исто како што беа и 5 рева и 2 риби пред Тебе, Мари, ама Ти ги умножи, ги раскрши и нахрани мноштво од 5000 луѓе, така те молиме и овој мал дар толку многу умножи го, да биде доволно за се и да остане. Ова те молиме во името Христово. Амин. Ќе продолжиме да го славиме Бога со песна број 311. 311. Joy.
главната порака и тема за денешниот ден, која што ќе ни изнесе брат Ванчи. Добро утро и од мене. Верувам дека Бог ќе го благослови да ова сабота заеднички покрај сите работи што слушнаме и ова време што останува пред нас ќе биде сепак од благослов наш. Не бев редовно не бев на распоред како резерва, затоа што најме што требаше денеска да има. Во војска најлошо беше да бидете резервен дежурен. Кога знаете во плански, кога ќе видите, си го планирате времето, ама ако ќе бидете дежурен, секој време треба да бидете спремни, ако ви се јават да имате. Но еве, успеав некако вчера, завчера да овие 2 дена да малку размислувам за што да збориме. Ми даде идеја едно моје размислување. Повеќе констатација која што гледам дали ви ќе споделите. Некако дојдов во минатото во разговори со наши браќа, кои што некои теми и приметив дека многу од нас адвентистите занимаваат со некои теми кои што не се битни за спасение. А тие теми го одвојуваат човекот од Бога, а и од црквата. Има човек ќе го прашал што прави сега во пензија кога иде? Сега студиозно проучувам. Тоа ми го потенцираш. Ако дојдеме во темите, види дека тоа студиозно проучување отишол во размислување кои што се далеко од науката за спасението. И со друг човек исто така размислување почна, значи, а најголемата тема која што е дискутабилна е Христовата природа, Светиот Дух, некои си пророштва. И на крајот доаѓам до констатација дека човекот, тој Сотона, делува во животот на човекот да го отвлече вниманието од најдобрата наука. А која е најдобрата наука? Наука за спасението. И се не бавим во својот ум да размислуваме работи кои што уопште не се потребни. Не само што не се потребни, туку не одовлечуваат. Еден стих има во Библијата кој што ми се допаѓа многу. Ама ние ако забораваме тој стих, само да го најдам. Лука 10 глава, 21 стих. Те прославувам, Отче, Господи на небото и на земјата, зашто си го сокрил ова од мудрите и умните, а си им го открил на малечите. Или на неважните, или оние кои што се многу мали. Некаде се употребува зборот деца или бебиња. Како може ова да го разбереме? Ајде ве прашам вас, кога се крстеле, како се чувствувавте? Е ваше животно искуство. Во кратки. Мислам дека сите ќе одговориме исто. Мислам, еве јас за себе, иако бев дете тогаш, во 8 деление само се даваше, ама и другите и вас да ве прашам, како добив крила, како ангел стана. Значи едноставно нема греф, нема искушенија, нема ништо. Дали го делите ова со мене? Емоции тука владеат повеќе. Искушенија има, како ќе нема искушенија. Борам за денеска се крсталам во тој ден до дата, јас значи едноставно искушенијата ја не ги приметувам затоа што цело време таа возбуда може и возбуда да биде, но на вистина. Зошто е тоа така? Затоа што ние сме се крстиле, затоа што сме поверувале. Кога човек прифаќа нешто со вера и верува, тогаш тој е радосен. Жалосно е што ние што правиме? Како времето иде, почнуваме полека верата да ја потиснуваме и да се ослонуваме на што? На собствениот разум, ум. Значи, ние треба да читаме Библијата пред се и молитва. Но тоа што го читаме треба да делува Светиот Дух во нас, а не ние читајќи да се ослонуваме на својот разум и кога својот разум ќе надвладее на читањето, ние доаѓаме до какви? До погрешни заклучоци. И тогаш Сотано може да работи. Тоа се случува за жал и во нашата црква, кај одредени луѓе каде што наместо се бават со најдобрата наука, тоа е
да се проповеда Христос и да се прифати Христос како единствен спасител, ние се бавиме со работи кои што не одолигуваат. Денешната тема сакам да насловот дека биде две природи во човекот. Дали веруваме дека има две природи во човекот? Да. Прво тоа треба да го констатираме, затоа што тоа и апостол Павле го зборува. Сакам да прочитаме во 2 Коринтијаните, 4 глава, 16 стих. Но ако нашиот надворешен човек тлее, тоест умира, натрешниот од ден на ден се обновува. Дали ги разбираме овие зборови? Кој е натрешниот човек, кој е надворешниот? Кој е природното, кој е духовното? Надворешниот човек е физичкото, а натрешниот е духовно. Да, или во овој случај оде вели вака, надворешниот човек тлее, а внатрешниот од ден на ден се обновува. Значи, две природи. Тоа значи дека ние имаме, пред да го западаме Христа, која природа? Физичката природа. Или природата која што е наклонета да греши. Наследена, вели, човекот, натрешната од ден на ден се обновува. Тоа што значи? Дали може, кога природата, грешната природа, ја храниме и не одумира, дали може од ден на ден духовната да влие? Што вели овде? Значи, надворешниот или природниот човек, ако се храни, не може духовниот дел да надвладее. Значи, треба да одумира старата природа, за да може новата природа да има удел или влијание во човекот. Ево уште еден стих ќе почнеме, Јован 3:5-6. Кој најде некој пред мене може да... Еве. А Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Ова е, знаеме, ситуацијата кога Христос зборува со Никодим за наново родувањето. Вели Исус, ако не се родиме наново, не можеме што? Во Царството. Да се роди наново, што е? Како се раѓаме наново? Преку што? Вода и дух. Вода е, значи зашто е битно физичкото крштевање. Тоа е символика, значи тоа е нешто што е видливо. А духовното што е? Нешто што дозволуваме, значи едноставно ние кога се крштеваме, ние умираме, самото крштевање умираме со Христа. А тоа што значи? Го знаеме сите тоа. Тоа значи дека ние доброволно дозволуваме да нашето натрешно, значи она што е природното, што не води кон грев, да го погребаме. Но со излегувањето од водата, што правиме? Ние стануваме со Христа, значи во нов живот. И тоа што дозволуваме да другата природа, духовната природа делува во нашето тело. Сега се поставува прашање. Знаете што, некоја совршеност, што е совршеност? Дека да го објаснам што е совршеност, ќе го објаснам преку пример на несовршеноста. Дали познавате луѓе кои што има само една природа? Јас знам. Луѓе кои што не дозволуваат духовното, тоа Божјото да делува во нивните срца. Тие луѓе што е? Дали имаат проблеми? Тие нема. Сега овде сакам да поставам прашањето. Дали искушението е грев? Што мислите? Не. Не мора да води, имаме некои искушенија, значи искушението не е грев. Не е грев. Луѓето што не дозволуваат Светиот Дух да делува во нив, да го промени телесниот дел кој што е наклонет кон грев,
Тие луѓе немаат потреба, ја немаат другата природа. Зошто? Зашто за нив е све равно. Едноставно стои да биде, он нема совеста, нема ништо што може да го сопре. Затоа мислам дека ние кога некогаш, зашто искушението, никога се движиме. Секоја прилика може да спомне, може да се водам без пари во автобус. Значи, влегувате во автобус, искушението вика, не мора да платиш на една станица. Ама на третниот човек што доаѓа, што прави? Што вика духовниот човек? Не, вие ќе си платите карта. Тоа се ситници, може да бидат и крупни работи. Но во основа, убаво е кога човекот ќе почувствува дека во него се развива размислување. Зошто? Значи, тоа е знак дека во нашето тело и во нашиот ум што? Има борба. Значи, сега проблемот е за таа борба да биде како? Неравноправна. Да духовниот човек биде многу посилен од кој? Од телесниот. Сега тука се работите што треба да се малку размислува. Едноставно, овие две природи се антитези. Тоа едноставно едно со друго не може. Но Бог, зашто е совршен, и тоа што го направил на крстот, направил, што видите, да е духовната природа прва, да е духовно, да сме се родиле, знаете, духовно, и сега треба телесното, пак може да го разбереме. Ама ние сме уште со самото раѓање, што? Наследуваме грешна природа. И ние од раѓањето треба, што? Да едноставно тоа со Христова помош да одумира телесниот човек, а духовниот да расте. Во Галатите 5:17 вели вака, зашто телото копнее против духот, а духот против телото. Зашто тие се противат еден на друг, за да не го правите што? Она што го сакате, вели овде. Зошто го вели она што го сакате? Затоа што телесното е што? Рековме. Е прво, пред. И затоа вели овде дека таа борба ќе постои внатре што постојано. Но сега како да излеземе од оваа борба или да видиме начин како се до тоа, значи да старата и новата природа кои што се содруваат, како да направиме да старата одумира. Ова кога го читаме дека Павле во Римјаните кога зборува, знаете да не читам сите стихови, ќе ги споменам. Така не знам што да правам, зашто не го правам во Римјаните 7 глава 15 стих понатаму. Тоа не знам што да правам, зашто не го правам она што го сакам. Тоа значи дека Павле се обратил, тоа што го сакам што е духовното, што е во мене. Туку го правам она што го мразам. Го мразам, а го сакам, затоа што внатрешниот човек тоа го иницира. Ако пак го правам она што не го сакам, се согласувам со законот дека тоа е добар. Значи совеста или она што Бог му кажува, значи веќе во мојот разум тоа го разбира. Зашто тоа веќе не го правам јас, туку гревот кој се живее во мене. Оној стар човек кој што се уште постои. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело. Да со желба за добро има во мене, но не и сила да го правам. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. Ако го правам она што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене. И така се наоѓам овој закон, така го наоѓам овој закон дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот натрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. Но гледам друг закон во моите членови кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот, што е во моите членови. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртоносно тело. Кога ова го пишува Павле? Кога се обратил? Не. Ове римјаните, ова се послание после второто негово патување. Ако баш дома проучував кое време е ова, тоа е значи некаде 25 години од кога се обратил. Значи поминале 25 години. Кога Павле, кој што мисионер и Божи човек го кажува ова, што можеме ние да кажеме? Значи ние ги имаме истиот проблем. Но како завршил 25 стих?
Му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Зошто е ова важно? Затоа што, знаете што, телесниот човек секогаш ќе се бунтува против духовниот човек. Но Павле вели, да, беден човек сум, но му благодарам на Бога што? Што упорно преку мојот разум ми дава сила да можам што? Да ги победувам слабостите кои што моето тело сака да ги прави. Мора тоа да дојде да бидеме свесни. Знаете што? Што ние ретко имаме работи или слабости кои што сме ги победиле целосно. А тоа значи да имате ситуација како Христос. Да ве прашам, Христос дали он зема ли телесно тело, зема ли човечко тело? Не сакам да навлегувам во суштината, во работите, но во основа земав тело. Но за разлика од нас, тој никогаш не почувствува што? Не само да сгреши, туку ни мисла да може да помисли да сгреши. Ке него немало. И сето тоа го направил како? И тоа сето тоа го направил како човек, значи во природа кој што ја имал Адам. Значи едноставно тоа е големината на нашиот спасител. Но ние како луѓе имаме потреба што? Да се бориме. Овде сакам сега малку да размислуваме за на кој начин можеме, значи, таа природа која што е телесна да ја победиме. Има еден пример кој што верам дека вие сте го слушнале, сум го слушал во минатото, пак ќе го споделам. Вели еден човек имал, замислете ситуација, да имате две кучиња и сега едното куче е агресивно, а другото е питомно. И сега вие вика сабајле кога треба да ви се дава храна, им давате на двете и ги храните. И како ги храните, гледате дека тоа што е агресивното, станува уште поагресивно. И сега вие правите еден експеримент, што правите? На ова што е доброто му давате храна, но на другото веќе почнувате да не му давате храна. Како поминува времето, што се случува со силното куче? И бесното куче, или оно куче што било агресивно? Од слабост, од нахранетост, почнува више да слабее и што паралелно со слабењето што? Му се губи и силата. Едноставно тоа останува слабо. Слично треба да биде и со што? И со нас. Ако сакаме духовната природа да ја победи телесната природа, што треба да правиме? Да храниме која? Духовната. Ја не би рекол да храниме помалку телесната. Телесната може да храниме физички, во храна, во воду, сега тоа. Но, кога збориме за хранење, а тоа е што? Кога духовното го храниме, тоа што станува силно. А кога е тоа силно, телесните желби што? Попуштаат пред духовниот разум што Бог ни го дава. За да живееме телесно, што се потребни? Кои потребни работи? Храната и храна, вода и воздух, така? Али во основа може да се сложиме храната и воздухот. Храната за да можеме физичко тело да се развива, а воздухот е без воздухот не можеме па да дишиме, значи ќе умреме. Во духовен поглед што е храната, што е воздухот? За да храниме духовната природа мораме што? Речта Божја да ни биде пред се, но речта Божја ја спомнав на почетокот. Луѓе кои што само проучуваат, а стануваат, што вели Библијата, стануваат уште да не го употребуваат положен збор, неразумни да го кажем. Стануваат неразумни, зошто? Зашто се ослонуваат на својот разум, а уствари не се ослонуваат кон духовниот човек да ги менува, што? Да ги менува, карактерот да го менува на човекот. Како што физичкиот живот зависи од храната и од воздухот, ако тие две компоненти ќе ги споиме, што е резултатот? Можете да работите, можете да спортувате, можете да се движите. Во духовниот поглед, кога имаме проучување, поврзано со молитва, тоа што е резултатот? Тогаш работиме. Работиме за Бога. Еден пример, и тој мислам дека ќе го слушале, ама веќе го повторам на тие што не го знаат.
еден човек нашол куче кое што гуди до кола некоја кола и ногата му била скршена. И тој го земал и го однел дома. Оставил го електрички, го негувал, го одржувал, така како поминале денови, тоа почнало да зараснува, ги изведал и он останал миленик кај газата. Но еден ден, набрзо, значи после тоа, го гледа кучето го нема. И овој човек се замислил, вика, види го, вика, како, вика, колку му, кога му бев потребен, вика, беше тука, сега, вика, не сум потребен, си избега. Ама утредента, слуша, како што седел дома, слуша гребење нешто. Отвора врата, кога гледа ова куче, носи друго куче кое што има повреда. Значи, кучево отчувствувало дека што ја, значи, сочувствува кон другото куче, ама што вели? Знам јас кај има некаде кај што може да ти помогне човек. Овој пример ми е добар пример за да објасниме како духовниот човек делува. Знаете што, а не само што делува внатрешно кај нас, тој предизвикува она што е искуство наше, да не го криеме во себе. Кога ќе најдеме друг кој што е повреден, кој што се мачи, ние го носиме каде? Кој спасителот наш, Исус Христос. Би сакал да привршам. Ние мора да се сложиме дека телесната природа не може да наследи што? Небесната земја. Ама, за да извојуваме победа и да влеземе во Божјето царство, ни треба секојдневно кој? Христос. И моја порака за на крај, не сакам многу да должам, ова е само тема за да можеме да размислуваме и дома. Да не бидеме со дрвенасти срца, да дозволиме Светиот Дух да делува во нашите животи и да се бавиме со што? Со наука за спасението, а тоа е да отфрлиме секое бреме, најме тие стихови, и што да направиме? Тоа е понатаму стих. Да се вратиме кај нашиот Спасител, кој што ќе не води кон напатот, кон вечниот живот кој што тој треба да ни го даде. И уште еднаш сакам да повторам, и благодарам што си го сокрил ова од кого? Премудрите, а си го дал на бебињата. Човек кој што се ослонува на својот разум, никогаш не може да се ослободи од телесната природа. Тоа го правеле фарисеите, тоа го прават современиците наси што живеат заедно, но за жал, ако се ослонуваме на својот разум, можеме на крајот да го изгубиме и она што Бог ни го припрема. Уште една работа. Зошто кога се крштеваме, го кажав и претходно, сме како ангели? Затоа што тогаш верата го потиснува сето она што нас не обременува. Ама човек кога ќе почне да размислува со собствен ум и да ги разбира работите, ослонувајќи се на својот ум, тогаш не дозволува да Светиот Дух делува во тоа срце. Моја порака е да не се ослонуваме на својот ум, но гласот на Светиот Дух кој што ни зборува да го послушаме и да ни помогне да се ослободиме од сите искушенија кои што може да ни бидат на патот. Верувам дека како апостол Павле и ние ќе кажеме. Навистина чувствувам понекогаш тежини, но му благодарам на Бога што ми дава што? Победа и ми дава сила да ги победувам слабостите кои што Сатана секојдневно ми ги дава пред мене. Амин. Благодарим на брат Ланчо за кратка, но јасна порака. Богослужението ќе го завршиме со песна број 167 и молитва брат Ланчо. Песна 167. Ostam beka jasne sunca
наш кој си горе на небото. Исто така присутен во животите на секој од нас поединечно. Ти благодариме за твојата преголема љубов, за жртвата на нашиот мил Спасител Исус Христос, кој што извојува победа за секој од нас. Но исто така, Господе, таа победа секој ден ја чувствуваме во нашиот живот. Ја чувствуваме на начин што секогаш кога Сотора ни става искушенија, ти, кој што си се всели во нашите срца, и кажуваш не го прави тоа, затоа што јас умрев и за тебе. Господе, ти благодариме што таа вистина си ја всадил длабоко во нашите срца. Помоги да не се бавиме со неважни работи, да не се бавиме со работи кои што ќе ни оддалечуваат од тебе, туку да се храниме со работи кои што ќе ни приближуваат кон тебе. Зашто ти, Господе, на сила не владееш, ти на сила не сакаш да се вселиш во нашите срца. Затоа те молам поединечно, секого од нас, да бидеш постојан жител во нашите срца и да вистина ти кога скоро ќе дојдеш, а веруваме во тоа, да секој од нас ги чуе тие зборови. Слуго, во малку беше верен, да многу ќе те поставам. Те молам, тоа нека биде наше животно искуство. Ова те помолихме во името Исусово лично. Амин.